Да, се враќаме во студиото, како што кажавме, тука е поранешниот пратеник и председател на ПЦЕР, Самка Ибраимовски. Ибраимовски, вие најмногу се залагате, ајде да речеме, во политичкиот живот од партиите за законот за отпис за долгови. Многу сте гласен за ова. Неколку пати имате гостувано и кај нас и на други медиуми за оваа тема. Проблем е што законот е донесен во собранието. Еве да подсетиме за гледачите, се работи за закон за отпис на долгови кои не се наплатени над 10 години, значи дека после 10 години долгот застарува, дека не може да биде над 100% од каматата и така натаму, има и други одредби, но секако законот не се применува. Што е најново сега на ова поле, да кажеме? Добар ден до гледачите на ТВ24. Благодарност до вашата телевизија, која е објективна и која ја прикажува вистината, она што треба народот да знае. Ова е четврти пат, мислам, дека гостуваме во врска со овој закон и мислам дека политичката состојба во Македонија прераснува во анархија. Тука имаме непочитување на закони, а тоа се знае, нешто кое не се почитува, се вика анархија. Зборот анархија има многу подточки кои може да се дискутира околу анархијата, меѓутоа нашата денешна тема е токму за извршителите, односно за застареност на долговите и нормално и други збивања во држава. Како што рековте на почетокот, законот за застареност на долгови е изгласан во собранието, подпишан од претседателот, објавен во службен весник. Имаше иницијатива дадено до Уставен суд да се укине овој закон. Уставниот суд потврди дека законот останува во сила. Значи, одбиено е барањето на олигарсите, на Евана, на Телеком, на А1, на банкари, на сите олигарски организации беа иницијатори, адвокатска комора, комора на извршители, сите, значи се падна вода. Судот кажа дека законот е добар и останува во сила. Баре автентично толкување. Пратениците дадоа барање до министерот за правда да даде автентично толкување на законот, бидејќи он бараше да се донесе автентично толкување. Министерот за правда одговори после долго време играње пинг-понг лопта, утре заутре ќе одговорам, утре заутре, и на крај добивме информација дека автентично толкување треба да донесат пратеници тие што го донеле законот. И тоа се одеглуваше некое малку подолго време, меѓутоа пред едно 7-8 до 10 дена пратениците велат дека законот е јасен, прецизен и не треба да се даде автентично толкување во врска со тој закон, затоа што е прецизен, точен. Автентично толкување се дава на нешто кога е двоумење, на една и на друга работа. Меѓутоа, еве го автентичното толкување, ја го имам тука кај мене. Ево, од собранието е ова. Значи самите пратеници велат дека нема потреба од автентично толкување. Комисијата, законодавната комисија во собранието на Република Северна Македонија донесен, еве го автентично толкување. Ова е од собрание. Да. Каде кажува јасно дека законот е точен, прецизен и нема потреба од автентично толкување. И сега што се случува? Ние како организацијски одбор за спроведување на овој закон бевме кај министерот за правда и кога бевме кај него, он ни рече дека еве имаме дилеми, не знаеме Уставниот суд дали ќе го одбие, ќе го отфрли законот или ќе го поништи и така натаму и така натаму. Кажа автентично толкување и доколку ги добиам тие две работи, јас ќе пристапам да се реализира овој закон. Сега му поставувам прашање, еве тука јавно пред вашата телевизија, на министерот. Господине министре, бевме кај вас во кабинет, рековте дека Уставниот суд, ако укине овој закон, нема да се спроведува. Уставниот суд го остави законот да биде во сила.
Автентично толкување на пратениците е јасен, дека законот е добар и нема потреба за автентично толкување, значи вие сте на потек да ја играте шаховската фигура. Дали ќе излезете пред јавноста македонска, бидејќи вие сте министер за правда. Ако бараме правично нешто да се прави, се знае кај се оди во Министерство за правда. Вие треба да излезете јавно да кажете дека почитувани извршители, законот е јасен и прецизен, Уставниот суд го одби вашето барање, автентичното толкување кажува дека нема потреба, законот е добар и треба да донесете став или да им кажете да го спроведуваат законот, или ако не го спроведуваат законот, да им ги одземете лиценците на извршителите. Или да им го дадете образец некој, како порано што бареа, или направите го тој образец, дајте им го на извршителите да почне закон да се спроведува. За мене ова вака како што не се спроведува закон, ми личи државата ни е анархија. Значи, всушност сега тежината или на потек, како што вие велите, е кај министер за правда, бидејќи доколку сега извршителите одбиваат да го спроведуваат законот и како што велат се вадат на тоа дека немаат образец, дека немаат како, или ги преусмеруваат граѓаните кон судовите, доколку министерот за правда им даде јасни насоки, бидејќи извршителите се директно под министерот за правда, тогаш тие ќе немаат веќе тука друг избор. Видете, овдека ја не можем, затоа реков анархија, ја не можем да разберем ова. Нема човек во државата да излезе да каже закон што не се почитува, какви санкции ќе носи. Тоа е министерот за правда. Значи, најголемиот суд во државата е Уставниот суд. Законот вика е во сила и останува во сила понатака да се применува. Автентично толкување на пратениците што го донеле законот вика дека е законот добар, точен, прецизен и нема потреба од автентично толкување. И сега чекаме некој од горе да ни фрли нешто, некој документ и да каже спроведувајте го законот. Што се случува сега со граѓаните? Извршителите и понатака продолжуваат со исто темпо. Не сме надлежни, го одбиваат барањето. Одат во суд. Само едно прашање сакам до судовите и до Републичкиот судски совет. Како може суд да не почитува закон кој е донесен и изгласан во државата, а тие се тие што треба да го почитуваат, законот, да донесат правични одлуки. Ако грешат извршителите, судовите треба да донесат одлука дека законот е добар и треба да се применува, да му се врати на извршителот назад. А судовите какви одлуки носат? Судовите носат, некои носат позитивни, некои негативни. Еден судија, ќе го не именувам, не е ни проблем, Шопов, од Велес, носи пресуда за ист предмет, за исто застареност, носи позитивна, а на другиот предмет го одбива барањето. Не може тоа. Еднаш со една диагноза, друг пат со друга диагноза. Јас не можам да разберам ова стварно како може да не се почитува закон во државата. Правите сообраќаен прекршок, одите, доаѓа полиција, правят закон, вика вие треба да платите глоба и така и натаму и така натаму. И вие тоа го почитувате, го плаќате. Како може овој закон да не се применува? Кој стои зади овие 100 извршители во Македонија? Кој? Дали министерот за правда? Дали владата или кој друг? Гледам дека нешто не е во ред овдека. Нема човек, верувајте, затоа викам анархија. Нема човек да излезе да каже јавно, другари, треба да се почитува овој закон каков е, таков е донесен. Уставниот суд, најголемот судски орган во државата, донел одлука и кажува прецизно и точно, законот останува во сила. Фул стоп. Нема тука што се дискутира. Кога судовите ги одбиваат дел од тие баратели за примена на законот, што е образложението? Со кој образложение ги одбиваат? И тие пресуди се нејасни, неразбирливи. Нејасни, неразбирливи. Едноставно, они викаат се потврдува одлуката на првостепениот суд, поради тоа и тука застанува. Има пресуди кај што има и преиначување од апелационите судови. Бидејќи тешко е да дадете образложение зошто не се почитува законот. Затоа ве прашувам. Навистина ме интересира кои се нивните пресуди, врз основа на што ги базираат.
Бидејќи ситуацијата е прилично јасна тука. Види, тука баш вие добро прашање ми поставувате. Јас самиот се чудам како може да еден суд кој има закон, затоа што судот работи според закон, кој има закон пред себе. Бидејќи вие пред малку убаво кажавте, доколку има било какво друго прекршување на закон, веднаш ќе ве казнат. Пишуваат според член тој од законот. Законот и се казнува. Зашто овој не се применува? Тука обвинителите траат, пријави кривични има дадено кај обвинителите. За кого? За извршителите? За извршителите. Едноставно извршителите се понашат као најмочни луѓе во државата. По ова што гледаме ние, јас како што гледам, извршителите се најмочните луѓе во државата. Што е сега тука дискутабилно? Видете како извршителите, вчера добив една порака од еден граѓанин каде што вика отишла кај извршителка Каламатиева и му рекла дека не е законот донесен, не е објавен у службен весник, дека треба уште недоречености има и така натаму, за да може да функционира, да си зема таа пара и понатака да жетва од граѓаните да зема. Законот е донесен, објавен во службен весник. Значи со лаги се служат пред граѓаните и им ги отфрлуваат барањата. Джабе ќе дадеш, ова и вака и така и така. Значи тоа е една од тие извршителки која службениците што работат тука ги информираат така граѓаните. И граѓаните едноставно не знаат што да прават. Сега, по моje гледано и по нашиот тим што работиме во овој случај, она што го вети министерот за правда кој бевме кај него, треба да излезе машки и да каже пред целата јавност. Образецот ќе го приготвам или нема да го приготви и да каже дека законот треба да го почитуваат извршителите. И тука, ако не го почитуваат извршителите законот, тогај ќе им ја одземе лиценцата. Значи, он сега има два документи кои ги бараше претходно за да донесе став, негов став, личен став. Тие два документи му се донесени. Уставниот суд и автентичното толкување. Законот е во сила и тука нема што се дискутира. Добро, што се вашите следни чекори тогаш? Па видите, ние... Бидејќи помина Уставниот суд, помина автентичното толкување, сте биле кај министрот за правда, што е следно? Ние уште рачунаме дека уште едни протести ќе организираме пред Министерството за правда или во меѓувреме ако министерот излезе со негов став да каже во врска со овој закон, ние ќе го почитуваме неговото мислење ако е позитивно, а треба да е позитивно, нема зашто да не е позитивно. Не гледам каде е пречката тука да нема позитивен одговор од страна на министерот. Видете, они кога и треба да извршуваат предмети некој, вика немаме образци. Сега конкретно за овој случаи. Да. Немаме образци. А кога е во интерес нивни, идат извршуваат без образци и ја извршуваат хипотеката или други инструменти кои имаат дадено во врска со извршување. Значи тука имаме двоен аршин на злоупотреба, кривична пријава. Значи, да не дискутираме, народот треба да дава барања за застареност и извршителите да донесат заклучок дека во врска со барањето на тој и тој, заклучок носиме дека според новиот член 368 став 2.3 законот за застареност е во сила и ја прекинуваме постапката и да го извести доверителот. И тука да заврши приказната. Тука треба тоа да го направат сега извршителите. Да. Верувајте, ваква самоволие, ваква анархија од страна на извршителите, тоа е нешто немогуше. Само една работа ќе ви кажам. Јас вчера објавив еден пост мој, каде кажав, ако се битни 100 извршители во Македонија, напрема 480.000 граѓани, односно 240.000 блокирани сметки, пута двајца дома, 480.000. Знаете ли што значи овие 480.000 граѓани да не излезат на избори сега на 8 мај? Нема да има ни цензус за председател, нема да има цензус ни за пратеници. Ќе пропадне избор и ќе пропаднат изборите.
Да не помислувате можеби и на таков потек да ги повикате Па да не видите, излезат? ние размислуваме, меѓутоа крај на крајава и ова ќе мора да се направи ако веќе не излегува никој. Мене ме интересира само како може да се молчи. Нема човек во држава да излезе да каже. Тоа е овде трагедијата. Па и во анархија излегува некој кажува дека вака ќе биде. Ме разбирате? Овде нема ни тоа. Нема, ова е стварно, не можам да разбирам и не можам да сватам како може да извршителите работат по свое. Евана, знаете колку поплаки има за Евана? Пазите, Евана наплатува долгови од 2004, 2005, 2006, 2007 и ги викаат граѓаните, затоа што ке нив се маказите, ајде договор да подпишете, ќе платите по 360 денари, претежно по сиромашна категорија, а најповеќе кај ромите ова се случува, во Битола, во Шутка, подпишуваат договори за 360 денари, долг од пред 15-20 години стар и да плаќа 360 и плюс новата сметка да плаќа. Евана исто требаат кривично да одговарат за ова што прават. Тоа е злоупотреба, односно измама на граѓаните. Знаете ви, 1 година е застареност на предметот Евана од вода и ѓубре. Исто и со водата. Сега некои граѓани пратија барања до општините локални до водовод поради вода дека има поминато повеќе од 10 години за застареност и тие сега одма вика ние ќе активираме сега, ќе ти пуштиме извршител, ќе ти направиме тоа. Не може така. Закон е. Ќе треба да важи. Мора да се тужи во рок од 1 година. Не тужи. Тие сега што прават договори направиле и ги тераат луѓе, тоа е сиромашни луѓе, сега едно што се сиромашни, друго не се доволно толку писмени. Претежно ова го прават кај сиромашниот дел на граѓани и кај ромите најповеќе. Најповеќе кај ромите во Бајрот, во Битола, во Шуторизари, во Кочани, во местата кај што живеат ромите и ги тераат да потпишат договори, а ако не, ќе ти ги исклучиме струјата. Тоа са тие злоупотреби што ги прават и Евана и извршителите. Обвинителот молчи. Обвинителите молчат. Ја имам кривична пријава дадено за двајца извршители. Ништо немам до сега добиено. Нити да ме викнат да кажат сме го одбиле твоето барање или ево постапка, вршиме истрага во врска со тој предмет. Ништо, се молчи. Затоа викам, повикувам, се знае во една држава, затоа и постои Министерството за правда, да излезе министерот јавно пред граѓаните да каже дека законот е добар, Уставниот суд ги потврди моите барање како министер, бараше он да се Уставниот суд што ќе донесе одлука. И сега треба да излезе да каже јавно на народов, не да се малтретира народов. Пазите, имаме ситуации лихварството во Македонија е забрането. Лихвар кој наплатува долг од 2006, 2005, 2008 година, може и порано, и доаѓа сега, денеска, пред некој ден, например, во Штип имавме, мене ми се јави господјата и ми кажува дека ми дојдоа 5 полицајци на врата со лихвар, да извршуваат предмет, да му земат станот на господјата. Полиција, пазете, а полицијата знае дека лихварството е забрането според закон. Па малу да видат бе што е тоа, зашто е ова, кој е овој човек што бара паре? Кој е? Од каде е паре кај тебе ти да му даеш да му земеш станот? А човекот покрај тоа и го платил долгот. Сега доаѓа бара некоја камата, тоа лихварска камата, тоа знаете, ако е 100 не дадеш 100 евра, ќе платиш 200, ако не 200, 300, 400, они само качуваат секој ден. И тоа личност во Штип владее, комплетно владее со лихварството. И го знаат тоа сите. И полицијата го знае. И судиите го знаат. И носат пресуди све во негова полза. Значи, овдека не ни чини наш системот. Пазите, во друга држава да е еден системски закон, како што е законот за обликации, што е донесен, да не се почитува пие. Знаете ли што ќе биде? Ово во Франција да не се почитува. Има да гори Париз, има да гори Франција. Во Грција, еве, тука комши наши. Исто, да не се почитува закон. Ќе стане народот. Ние овдека имаме влада која не излегува да кажеш зашто не го... Нека излезе дека кажат, еве, ја се согласувам да излезе да каже зашто не се почитува законот.
Да, интересно е што нема никаков став во врска со тоа. И да има аномалии, пазите, и да има аномалии во законот, ти си должен да го почитуваш законот, а тој што се буни дека не е, дека даде барање да има измени на законот. А сега дека овој закон во сила, ти мора да го почитуваш. Да, па закон е закон, или? Закон е закон, нема овде што да се дискутира понатака. Ја немам да сватам. Значи, тука имаме и што изиграваат на народот извршителите, што треба да не ги праќаат луѓето, чим го дава барањето за стареност, треба да направи заклучок и да прекине со постапката за извршување. И да го извести доверителот. Тоа е работата на извршителот. А не извршителот да каже не сум надлежен. Како не е надлежен тој кога и овдека, еве го, автентичното толкување на пратениците. Не е моје, тоа е. Горе јасно вика се застареноста може да се прекине само со поднесување на барање за извршување кај извршител. И започнува да тече застареноста. Може да биде 5 или 10 години, она што кажува. Значи во автентичното толкување се вели дека мора да се поднесе барање кај извршител. Да, и они го поднесуваат, извршителот го одбива. Овде тоа е проблемот. Тоа е проблемот овде кај што ја лично сметам дека министерот подхитно треба да излезе, или овие луѓе, ја со повише што разговарам, ја ви кажувам дека не е мала бројка. Луѓето нема да излезат на гласање. Нема да излегуваат на гласање, па тоа се 480.000 луѓе. Може и повише се. Ако рачунаме 2-3 дома од 200 и кусур блокирани сметки, по тројца дома, тоа се 500.000, па тоа ти е пола цензус за избори. Нема да успеат нити председателски, нити парламентарни избори. Да. Добро, во ред ќе видиме што ќе се случува на таа тема, еве бидејќи некако се префрливме и на политиката, малку да позборуваме за тоа. Пред да ве прашам во однос на изборите на техничката влада, сакам да ве прашам, вие како ПЦЕР се уште делувате како дел од владината коалиција или не? Ние сме на книга во се уште до преговорите, сега овие преговори што ќе имаме, ние немаме преговорено се уште со никого. Може и има многу варијанти за изборите. Реков, еден дел, ова што го кажувам, дека овој народ што е на 480.000 можеме да одиме и со граѓански концепт, односно ЦЕР со граѓанските здруженија и граѓаните. Како самостојни, така може да излеземе на избори, како сами, и да видиме колку е реалната состојба и колку народот размислува зрело во врска со непочитување на закони, непочитување на права на граѓани. Има пресуди, има разни други неправилности што се направени кон народот и ние рачунаме со таков еден дел и нормално дека ќе разговараме секоја политичка партија која ќе го поддржи нашето барање како политичка партија, бидејќи ние сме партија за народ. Не сме партија само да водиме политика и да го лажеме народот, а се знае, најповеќе се лаже народот кога се изборите. И тоа тоа нема да го правиме, ние ќе ја кажеме објективната состојба на народот, каква е и во која состојба се наоѓа државата и што треба да правиме, како понатаму треба да функционира оваа држава. Ова што гледаме, што се случуваат сега во државата, сметам дека е тотално погрешна насока има и од страна на политичарите, и од страна на политичките партии. Самоволие ненормално има и мислам дека редно е да се пресечат работите и да се изберат правите луѓе кои мислат на народот и напредокот на ова држава. Со вакво однесување и со вакви политики како што е сега во моментот, мислам дека народот може би тешко ќе излезе да гласа. Бар ја како што гледам, бидејќи јас сум човек, не сум салонски политичар, кој седи во салон и чека некој доушник да дојде да му каже, јас сум човек што шета низ град, по градови, контактирам со луѓето, гледам незадоволството кое, гледам кај ми е најголемата болка, каде се проблемите, каде се лоцираат и некојаш укажувам во некој
кога има, гледам дека дискутират некогаш и неправилно, па им давам насока дека не си во право за тоа, треба вака и вака да се прави за да има ред. Точно дека ти треба да бараш некои работи, меѓутоа точно и треба да имаш обврски кон државата. Да. И треба да ги почитуваш сите. Затоа викам треба многу работи да се. Да, вие кога сега зборуваме за ова некако вака кога ви го слушам ставот, ми се чини дека некако како да не сте задоволни со состојбите, мислам, не ми се чини тука, тоа јасно го кажувате дека состојбата тоа е факт дека не е ја не сум добра, задоволен. а од друга страна сте формално барем дел од владеачката коалиција, некако ми се чини како да повеќе влечете на некаков друг настап отколку дел од владеачката коалиција. Видите, сега искрено да кажам, ние одржуваме неколку состаноци и гледаме дека незадоволството на структурата на партијата, незадоволството на граѓаните, гледаме дека има големо незадоволство во врска со водењето на политиката, сегашната политика во Република Македонија и очекуваме дека овој модел што сакаме да правиме, дали ќе успееме или не, тоа ќе видиме. Меѓутоа има време, се уште никој нема уште дадено званичен став партиите како ќе идат на избори, дали ќе има коалиција меѓу Социјалдемократскиот сојуз и албанскиот дел на политички партии, ВМРО како ќе настапува, дали ќе иде со коалицијски партнери или ќе идат сами, или се уште нема изјаснето, меѓутоа очекуваме во најскоро време и тоа ќе се искристализира овие денови, бидејќи техничката влада беше проблем, се изгласа каква таква. Поред мене, значи не требаше, требаше да се укине ова техничката влада, требаше да се продолжи и да се тера до избори, се знае како. Ова е само, да кажеме, нешто што за мене лично не знам што ќе припреми таа техничка влада, што ќе припреми таа нешто топла вода ќе измисли. Изборите се тие, има државна комисија. Би требало да речеме опозицијските представници. Имаме државна комисија. Како опозицијските представници треба да помогнат да бидат изборите регуларни, да речеме. Видите сега што се случува. Сега се случува ќе се случува тек овие денови, ќе се случува една ситуација која сметам дека, што реков, не треба да има техничка влада. Сега, министерот за внатрешни работи, министерот за стручна социјална политика, другите министри кои се назначени, имаат право до 10% да прават измени во нивните да менуваат началници, раководители, така. Еве ти тука еден разор одма. Тука доаѓа одма, се еден професионал, знаете дека МВР сепак се професионалци луѓе. Сега ти менјаш еден, ставаш друг, додека го ставаш другиот, додека тој малку почне да работа, пројдува 100 дена, доаѓаат изборите, само се прави револт и незадоволство кај вработените во МВР и уопште кај граѓаните. Хаос ќе биде овие денови, ќе видите, имате прилика, ќе видите, дека ќе се случуваат разни турбуленции, се смени овој, дошол, отишол тој, вака и така. Затоа требаше да си продолжи ова влада до крај, да си тера работата и да избори ќе си додат. Имаме државна комисија ние за избори. Да, техничката влада беше донесена како дел од преговорите во Пржино тогаш и таа требаше да послужи за изборите во 2016 кои некако беа како на некој начин на вонредна ситуација, имаше тогаш извештај од Европската унија дека Македонија е заробена држава и така натаму, за да обезбедат фер избори. И интересно е што од тогаш речи се сите партии се изјаснија декларативно дека се против техничка влада, дека треба да се укине и така натаму. Да, тоа ми е прашањето. Но никој во собранието не покрена конкретен предлог за тоа да се смене. Зошто е тоа така? Видете, тука се случува една состојба, ја искрено ќе кажам дека ако веќе одиме на техничка влада, не може само да бидат македонци и албанци во техничката влада. Не може. Како, што сме ние овде другите заедници? Чираџи во државава. Ако веќе техничка влада се прави, нека има од сите заедници во државата, во таа техничка влада. И да функционира како што треба да функционира. Ние сега, овдека дојде ситуација дека другите заедници се испоставени од тука, имаме дел кај што се избориле политичките партии на албанците и дел македонските партии,
еве, терајте работа, а гледаме дека таа работа 30 години не иде ништо напред. Само ние се враќаме назад и назад. Значи, имаме многу погрешни одлуки донесени уште од самостојањето на Македонија, не од сега ова. Ова се 30 години одлуки кои не се научивме на едната грешка што ја правиме, одиме на другата грешка. Другата грешка гледаме дека одиме на третата грешка. Ништо нечеме да исправиме од претходно грешките што се направени. И тоа е најголемиот проблем во даденава ситуација и затоа дојдовме до ова состојба кај што сме денес. И се чини дека политичарите и партиите едно зборуваат, а друго прават. Еве конкретно ова за техничката влада, тие како декларативно се против, но бидејќи на секого нешто му одговара тука во приказната, па потоа си премолчуваат. Значи, па еве сега рачунат дека политичко лицемерие на еве некој да начин. кажеме сега на пример албанскиот блок, односно ДУИ, сега си достигнал врхунец, да кажеме, ете направил како албанска партија да биде албанец премиер. И они тоа го рачунат победа нивна голема. Они си викаат дека еве ние дојдовме до председател, ние направивме као партија. И сега тука е најголемиот проблем што немаме ние, на пример, ја немам против да биде албанец, ром, србин и така натаму или бој или бошњак, зашто било кој да е. Ако е квалитет, нека биде квалитет и нека се стаја да се тера работа. Ние што правиме тука? Загушуваме. Ова состојбата со МНАФ што е околу вработувањето. Па знаете ли кои се таму вработени? Таму е дубло на политички партии. Сна, брат, жена, и така натаму, стрико, деца, трте, мрте. И од секогаш било така тоа, не е тајна. Тоа викам, 30 години значи. И сите се таму вработени затоа што таму личниот доход е поголем и таму е сигурна работа и таму се терат и така функционира тоа со годиништа. Затоа нема напредок. За секоја работа треба да се има професионалец, човек со капацитет што знае, што умее да спроведе нешто, да направи, да покаже, да унапредува таа институција, да дава идеи како треба, што фали од неговото искуство, од неговото работење. Да. Меѓутоа ние тука имаме една еве ако направиме анализа да земе да се вратиме назад 30 години да видиме кои се вработени таму во тие институции, ќе видите дека тоа се све од политичките партии што се на власт. Од ВМРО, СДСМ, ДУИ, ДПА, има и тие што биле на власт, сите нивни луѓе се таму вработени. А квалитетните кадри, има квалитетни кадри, има деца млади кои инженер по струка, да кажеме, кој се бил специализиран за таа работа, не може да дојде до тоа работно место поради тоа што таму се носи од некој пратеник или од некој именуван директор на партијата, ургира за да биде неговата фамилија таму работена. За жал... Тоа е грешката таму што е направено и тоа е едно дубло партијско од сите политички партии. Дубло на сите политички партии во МНАФ. Да, за жал, тоа е така. Што очекувате за изборите? Имаме многу некако интересна ситуација, ајде да речеме. Шаренолика, имаме сега некакви разни комбинации, комбинаторики. Јасно е дека според анкетите, да речеме, ВМРО ДПМН води, тоа го покажуваат сите релевантни анкети у однос на СДСМ директно, но имаме сега, гледаме дека албанската опозиција вчера повторно беше во Приштина цела кај Курти на состанок. Пред тоа излезе информацијата за тој фамозен non-paper, каде што наводно тие ќе побараат од ВМРО ДПМН, албанската опозиција зборувам, да потпише дека доколку формираат влада, дека во следните 6 месеци ќе се смени уставот, такви некакви комбинаторики. Тука веќе се доведува во прашање ВМРО ДПМН да победи коалицијскиот капацитет на ВМРО ДПМН, дали ќе може да се остави влада. Значи, многу комбинаторики има за овие избори. Па видете се, мислим, моите согледувања, ја не сум од вчера во политика, мислам дека нема да има тука победник со мнозинство на гласови. Меѓутоа, че има разлика меѓу двете поголеми партии и во македонскиот и во албанскиот блок. И
не ќе можат да направат влада од причини што ќе се поставуваат услови кои ќе бидат нажалост диктирани од надвор, некој ќе ги диктира тие прашања како треба да функционира државата. Нема да одлучуваат партиите. Бидејќи ние сме, да кажеме, еден збор проекторат, али во сенка. Не директно не знаеме, али имаме проекторат во сенка што ќе каже дека дали кој треба да води држава, да биде, односно, да формира влада. Победник, според анкетите, како што рековте, ги гледаме дека Бомар има предимство пред Социјалдемократскиот сојуз. Меѓутоа, интересна работа е што изјавите на Ковачевски, дека кажува дека ќе биде победник, дека на 9 ќе ја формира владата и дека во наредните 4 години пак владата ќе ја води Социјалдемократскиот сојуз. Ние не сме контактирале, не сме имале следба као коалициони партнери од претходната, мислим, од претходниот мандат што бевме као коалиција, не сме контактирале, не сме имале следби директни да видиме кој е мислењето, што е мислењето, дали се согласуваме или не се согласуваме. Меѓутоа, нашиот став, лично морам за мојата политичка партија, ние ќе имаме услови она што народот го бара. Значи, услови она што народот го бара. Извршителите да се изфрлат од системот на државата, додат или во судовите, или во управата за јавни приходи. Да не може Евана да го исклучува струјата како ќе му текне, туку да има забрана за исклучување на струја, да води постапка судска ако сака да ги добија предметите. Трета работа, да не може да се стават за 100-200 илјади хипотека на луѓе кои дозат за, да кажеме, 2-3 евра, му става хипотека на стан, на куќа и така натаму. Четврта работа, која сметам дека како политичка партија да направиме ревизија на предмети судски кои се донесени под налог за уништување на личност, на компанија, на физичко лице и така натаму, да се направи ревизија без разлика колку се застарени предмети, бидејќи народот немал можност да дојде до една таква состојба. Да направиме ветинг на сите извршители и судии од денот кога е настапил како судија, кој бил и кој е денес. Да се утврди од каде е тоа богатство стекнато од страна на извршителите, претежно тие се обогатени, тоа е ненормално обогатени, кои дојдоа под чирија, ги има објектите земено, сега секој еден извршител има 1 до 2 стана, каде функционират и уште не знам колку имоти купени за внуци и правнуци и така натаму и така натаму. Тоа са барања што ние ќе ги бараме да се прифатат во да коалицираме со некој. Ако не се прифаќаат овие наши барања, ние ќе одлучиме да одиме со граѓански концепт, со граѓаните, со народот, да видиме дали народот мисли исто како јас што мислам или јас сум малку занесен во тој поглед, а сметам дека народот добро размислува сега во момент. И народот ни укажува нас, конкретно ја добивам пораки секој ден, секој втор ден, дека дајте, они не знаат уште дека јас сум лидер на една политичка партија. И викаат, формирајте политичка партија, ние сите ќе гласаме за вас. Значи, ние имаме политичка партија. Нажалост, не сме толку рекламирани, бидејќи, знаете вие сами кои се прави некоја анкета, се прави на тие 5-6 партии и ги ставаат само тие 5-6 партии. Нигде ги нема другите, вика, мали партии. Не сме мали ние партии. Он собира 1000 потписи за регистрација, и јас собирам 1000 потписи за регистрација. Значи, ние тука сме еднакви. Не сме мали и големи, ние тука сме еднакви. Он собира 1000 потписи, јас собирам 1000 потписи. Да. Интересен ви е овој... Сега за председател на држава, ако треба да се кандидираме, треба да собереме 10.000 потписи.
И тој треба да собере 10.000 подписи. Тога го сме мали, нека ни дадат нас 5.000 да собереме. Вие нешто зборувавте за тоа за председател, се откажавте ли од таа идеја? Не, видете, ја не сум се откажал од таа идеја. Таа идеја е барање на диаспората и барање на дел од членовите на ПЦЕР на Конгресот, што го државме последниот пат, да се кандидирам за председател, да видиме колкав е ромскиот ректорат во Република Македонија. Да го направиме. Тоа се уште не сме се откажале од таа работа и може и тоа да се случи да бидам кандидат за председател на држава. За крај само сакам да ве прашам за еден дел од овие точките што ги зборувавте, ми беше интересен делот кај што велите ревидирање на пресуди кои се донесени под политички притисок за уништување на поединци, на фирми, но тоа на некој начин беше кажано уште во 2016 кога се формираше владата, особено беше актуелно тоа што бомбите, нели? Но потоа таа приказна некако исчезна. Имавме многу бомбастични судски процеси, значи да се вратиме на шпион, например, на други кои беа потоа целосно инкриминирани процеси, самите процеси беа потоа дискредитирани на некој начин, но ништо не се случи од тоа. Не може да се случи. Не може да се случи. Ако имаш багаж ти самиот, и треба да го спроведеш тоа, си дал збор пред граѓаните, имаш багаж и ќе се трнеш. Ќе се трнеш. Нема тука, ако си рекол, или ќе идеш така, или нема да идеш. Тоа е политичар. А не, ќе направиме ова, ќе направиме она, затоа викам ја пред избори се лаже народот. Ако сакаш да спроведеш ова, ја ова што го зборим, ја кој би бил премиер, ја ова би го спровел. Нема сила која може да ме спречи. Нема сила. Ама ако имаш багаж тоарен, ќе се свиткаш, ќе не можеш ништо да правиш и ќе се тргнеш, така и овие. И после добија поени некој така и после се трне насрана. Нити ветингот пројде, нити некого затворија, нити некого пари зедоа, вратија, отидеа, ништо. Све лук и вода. Лук и вода. Нема ништо направено во делот на она што беше планирано како ние као коалиција очекувавме дека многу работи ќе излезат на виделина, меѓутоа овде испадна сасвим другаче состојба и сметам дека тука никој не оштетен, оштетени се само народот. Затоа што народот дава власт, народот зема. И народот плаќа. Народот тоа плаќа е више стандардно е. Да, затоа ќе плаќаме сега и изгубени пресуди од Страсбур, и оштета, и надомес на она што како личност го изгубила авторитетот пред граѓаните и така натаму, тоа народот ќе го плати. А зашто ќе го плати? Затоа што немало соодветно точно она што викам пресуди да се носат правични. Ке плати народот додека не се буни се плаќа, тоа е тоа. Немаме правични одлуки ние, тоа е проблемот кај нас. Господин Ибримовски, ви благодарам за овој интервју. Само би сакал на крај уште една порака до министерот за правда, ако може. Да кажам, го повикувам министерот за правда да излезе пред јавноста, бидејќи условите што ги бараше он како министер да Уставниот суд донесе одлука, еве Уставниот суд го остави законот во сила, автентичното толкување еве го имам и сум му го препратил на министерот ова автентично толкување, го има и он, да излезе да каже дека почитувани извршители, почитувајте го законот, ако ви треба образец, и образец ќе ви направам, и да почне да се применува законот. Иначе со ваков однос да нема ниеден човек во државата да излезе да каже да се почитува закон, ја не знам дали постои во светот. Да. Добро, ви благодарам уште еднаш за ова гостување. Ја уште еднаш би се заблагодарил на вас што стварно една објективна телевизија која сака да му помогне на народот. Вие фактички со ова мое гостување тука на народот едноставно му помагаме и му даваме насоки како треба да постапува во овој дел. Би ги замолил сите што имаат предмети застарени да даваат кај извршителите барање за прекинување на постапка. Да. Сите до еден. Ви благодарам, се разбира, телевизија 24 секогаш на страна на граѓаните.